Господине Милошовски, вие важите за политичар со големо реноме, со големо меѓународно искуство и домашно искуство, бевте и министер за надворешни работи. Она што е карактеристично за вас е еве конкретно за договорот со Бугарија. Вие во договорот за добрососедство и ветото кое што го добивме нели од Европската унија, вие во неколку наврати исто откривавте информации за македонската јавност и за македонските медиуми, нешто што не е типично за другите држави, затоа што еве конкретно бугарската јавност е известена за целиот тек на преговорите, кај нас се крие како да е некоја државна тајна и ние медиумите ве конкретно дознаваме дали од нашите бугарски колеги или ретко од неколку политичари меѓу кои што спаѓате и вие. Колкава штета се нанесува на Македонија со овие постапки? Да, прво јас мислам дека постапката на нетранспарентност нанесува штета на довербата во институциите на системот. Самите новинари, самите граѓани, па и самите пратеници кои што немаат информации за тоа што се случува во македонско-бугарските односи, а се работи за битно прашање за нашата национална посебност, се работи за битно прашање за евроинтеграциите, имаат се поголем сомнеж дека има задкулисни игри и со тоа се нанесува штета на довербата кон институциите, без разлика дали таа институција е МНР или е премиерот или е владата во целина. Втората работа што сакам да истакам е дека ние уште во 2017 година, беше јули месец, кога имавме затворена седница на Комисијата за надворешна политика и тога се разгледуваше нацрт договорот помеѓу Македонија и Бугарија, кој што го презентираше тогаш туку избраниот премиер Заев, а во негова придружба беа и луѓе од неговиот кабинет и државниот секретар на МНР. Ние како опозиција тогаш бев присутен на таа седница, беше присутен колегата Илија Димовски, Трајко Велјановски, Никола Поповски, Емил Димитриев и повеќе пратеници, укажавме на 5 клучни забелешки кои што ги сметавме за недостатоци во нацрт договорот за добрососедство и на кои што предупредивме дека доколку остане договорот таков како што е предложен, нема да биде решение за проблеми во иднина, туку може да создава дополнителни проблеми во перспектива. Тие забелешки беа прво што во договорот недостигаше изричното споменување на македонскиот народ и бугарскиот народ како соседни, блиски и пријателски народи. Недостигаше споменување на македонскиот јазик надвор од контекстот на уставот, како јазик на кој што се развива одредена култура и кој што е битен и за пријателството со сите соседи, вклучително и со Бугарија. Недостигаше една, би рекол, клаузула која што ќе потврди дека Македонија не може да се откаже според меѓународните норми од било кое малцинство, бидејќи тоа спаѓа во сегментот на човекови права и секоја држава има обврска да се грижи за човековите права. Четвртата забелешка беше дека се споменува терминот заедничка историја, а ние кажавме дека недостига термин и посебните истории на македонскиот и бугарскиот народ, каде што ќе може да се изучува еден дел кој што се преклопува, но ќе може исто така да се изучува посебниот дел кој што припаѓа на Бугарија како историја или посебниот дел кој што припаѓа на Македонија. И на крајот петата забелешка не беше асиметријата во договорот. Во договорот има 99 обврски или 99 концесии се бараат на сметка на Македонија, додека има само една обврска кон Република Бугарија, а тоа е да даде поддршка за евроинтеграциите, а денес гледаме дека токму и таа обврска Бугарија не ја исполни и стави вето на почетокот на преговорите со Македонија. Затоа сметам дека брзоплетото потпишување на договорот во август 2017 година, без да се уважат забелешките на опозицијата и без тогашната влада на СДСМ да направи пошироки консултации со јавноста, веќе направија штета со која што ние денес се соочуваме. И затоа за мене не е изненадување што македонско-бугарските односи денес се многу потензични и со повеќе спорови од македонско-бугарските односи пред 7, 8 или 10 години, кога не биле идеални, но не биле толку оптоварени со вака
проблематични спорови како што се оптоварани во денешно време, а тоа е последица на лошиот и штетен договор. И вие напоменавте, се чини дека никогаш не биле полоши односите со соседска Бугарија. Ние подпишавме договор, после тој договор премиерот Цаев не убедуваше дека портите на Македонија се отворени кон Европската унија, се сеќавате на оние постери и банери дека македонските граѓани ќе можат да се лекуваат во Европската унија бесплатно. Меѓутоа некако со последново вето се запре целава работа. Имате ли вие информации, тоа што вие како политичар имате кредибилитет во меѓународната заедница, имате ли информации кога повторно прашањето за Македонија ќе биде разгледувано во Брисел, во Европската унија? Она што јас би го споменал во овој момент е едно интервју кое што пред отприлика 10 дена го даде Ивајло Калфин, европратеник и поранешен министер за надворешни работи на Република Бугарија. Тој спомена дека позицијата на Бугарија во рамките на Европскиот парламент не е од секого најдобро сватена, но исто така напомена господинот Калфин дека позицијата на Бугарија се искористува од одредени земји членки на ЕУ кои што имаат интерес проширувањето на Европската унија да се забави. Затоа сметам дека директно Бугарија нема некој цврст сојузник во своите изговори кои што се однесуваат на историјата и јазикот, но индиректно по однос на последиците, што значи забавување на процесот на проширување, Бугарија не е осамена. Бидејќи во самите структури на ЕУ, иако се тивки, постојат 2, 3 или повеќе држави, тоа би знаел повеќе да одговори господинот Ивајло Калфин, како поранешен министер на Бугарија, постојат држави кои што посакуваат процесот на проширување да биде забавен. Затоа моето мислење е дека во текот на 2021 година, особено во текот на словенечкото председателство, тоа е второто полугодие од 2021 година, очекувам Македонија повторно да биде посериозно третирана на дневен ред во рамките на Советот на министри на Европската унија, но не сум сигурен дали ќе се успее да се направи долго очекуваниот исчекор. Бидејќи проблемите кои што ги имаме со официјална Софија, од ден на ден стануваат се по изразени и гледаме дека реториката и од двете страни, условно кажано, е со поголема нетрпеливост. На крајот од криштата треба да сватиме дека во 2022 година Франција го превзема председателството со Европската унија, а во Франција истовремено се случуваат и избори за председател на Републиката. И јас не би ја одбегнал и таа можност Франција да сака да биде клучниот актер во годината во која што ќе председава и во која што сегашниот или некој иден председател ќе побара доверба од граѓаните, да биде таа која што ќе ги моделира реформите внатре во Европската унија, но и државата која што ќе го диктира, условно кажано, темпото на проширување со земјите кои што се кандидати. Така што очекувам во следните 2 години, 2021 и 2022, Македонија да биде повремено ставана на дневниот ред на ЕУ, на Советот на министри, но не би бил сигурен во исходот кој што би го очекувале и не би се осмелил да ја залажувам јавноста како што тоа го правеше Зоран Заев, Никола Димитров или Буер Османи, тврдејќи во 2018 година дека имале историска одлука дека Македонија почнува преговори со ЕУ. Високо ги дигна очекувањата со таа манипулација, а тоа придонесе денес да имаме поголема разочараност кај граѓаните. Согласно ова, вие најавивте, поднесовте барање за интерпелација Димитров во собранието. Кога очекувате да биде свикана седница? Тука има одредени рокови. Треба председателот на собранието според деловникот пишува веднаш треба да ја достави интерпелацијата до министерот на кој што се однесува. Се надевам дека тоа веќе е направено.
Потоа министерот има 15 дена да одговори на причините кои што се наведени во интерпелацијата и да ги достави тие одговори до собранието, и потоа во рок од 15 дена председателот на собранието има можност да ја свика седницата на која што ќе се расправа. Така што јас очекувам, доколку нема некои, условно да речам, трикови од страна на председателот на собранието со цел да се заштити Никола Димитров како вице-премиер на владата, очекувам средината на јануари да се расправа за неговата интерпелација во собранието, што ќе биде соодветен период, бидејќи се уште ќе бидат свежи сеќавањата и за неговата манипулација дека сме добиле датум за преговори, а и за неуспешниот, би рекол, самит за време на германското председателство, каде што Македонија остана дури и без заклучоци за проширувањето, а да не говориме за оној побитен дел, а тоа е рамката за преговори. Кога сме веќе кај собранието, владата предводена од СДСМ и ДУИ предложија измена на законот за надворешни работи. Од ваша страна беа најавени преку 300 амандмани, ако не се лажам, и власта ретерираше. Покажавте дека ете некако можете да се изборите за државата во собранието. Кажете ми конкретно со тој закон каква штета се нанесуваше на угледот, ке се нанесеше на државата? Законот за надворешни работи е закон кој што ги определува и улогата на институциите во креирањето на надворешната политика, но исто така и оние кои што ја спроведуваат надворешната политика, а тоа се дипломатите и амбасадорите, со предлог законските измени, кои што денес, како што проверив, и покрај тоа што СДСМ и ДУИ најавија, се уште не се повлечени. Значи, да напоменам, СДСМ и ДУИ вчера изјавија дека ќе ги повлечат предложените измени на законот, но денес кога го давам ова интервју, се уште не се повлечени овие измени и затоа и ние не ги повлекуваме амандманите, остануваат во процедура. Ќе видиме што ќе донесе утрешниот ден. Тие предвидуваа секој иден амбасадор да може, освен македонското, да има и друго државјанство. Во сегашниот закон за надворешни работи е наведено дека амбасадорот мора да има само македонско државјанство, а да нема двојно државјанство. А исто така во законот за класифицирани информации е наведено дека на секој политичар, висок раководител, функционер, избран именуван функционер кој што е на чувствителна позиција, вклучително и на амбасадор, може да му се додели сертификат за безбедност државна тајна, тоа е највисокиот сертификат, само доколку има единствено македонско државјанство. Доколку има и второ државјанство, не може да го добие тој сертификат, што значи дека ако вие имате амбасадор кој што има две државјанства, тој нема да може да поседува безбедносен сертификат со државна тајна, и штетата што ќе се нанесе е што таквиот амбасадор, во која земја да го пратите, ќе биде хендикепиран. Бидејќи министерот за надворешни работи на Словенија, на Бугарија, на Италија или на Русија или на Кина или на Америка, ќе сака да го повика амбасадорот, бидејќи е највисок представник, и да му соопшти некоја државна тајна која што тој треба да ја пренесе на македонската влада, на председателот или на собранието. Но ако вие испратите амбасадор со двојно државјанство и тој го нема тој сертификат за државна тајна, тој амбасадор нема да биде употреблив во таа мисија и нема да му бидат отворени вратите од каде што може да ги добиете најсензитивните информации. И затоа сметавме дека ова е несоодветно и решивме да поднесеме повеќе од 300 амандмани со цел власта да се откаже од овие измени, па ќе видиме во текот на утрешниот ден дали и официјално ќе го повлечат. Како стои Македонија на меѓународен план? Конкретно, премиерот Заев и министрите, вклучително и тој за надворешни работи, некако се чини дека последниот период немаат добри контакти или немаат воопшто контакти со меѓународната заедница. Говорам во насока на тоа средби со државници од калибарот на Меркел, со кои што се гледа дека последниот период некако изостануваат. Вие бевте политичар, сте имале
многу такви средби, нели ако се сеќавате и на средба така наречена која што ја нарекоа од владата помеѓу премиерот Заев и Доналд Трамп, ако се сеќавате, кога само се поздравија, стигна соопштение од PR службата на владата малтене од две страни, у кое што дури навлегуваат во детали од средбата. Гледаме дека последниот период немаат такви контакти. Како стои меѓународниот рейтинг на една влада, на еден премиер, најдобро може да се види според листата на официјални билатерални посети во странство и на листата на официјални билатерални посети на гости од странство во Македонија. Ако забележите во изминативе година и пол, во изминативе 18 месеци, нема некоја позначајна официјална посета на Заев како премиер на некоја позначајна држава. Без разлика дали збориме за Франција, дали збориме за Германија, или збориме за Полска, или збориме за Соединетите Американски држави, или Народна република Кина, или Австрија, или кој да е друга држава. Исто така гледаме дека од овие држави нема официјални билатерални посети во Македонија и тоа е сигнал за тоа колку сте вие релевантна алка во меѓународниот синџир на комуникација кој што секоја држава се обидува да го изгради, што потврсти во свој интерес. Така што јас сметам дека многуте афери кои што во изминативе 4 години бевме сведоци на такви поврзани со корупција, поврзани со одредени манипулации, па на некој начин поврзани и со манипулирање со имињата на странски државници, доведуваат до паѓање на рейтингот на владата и со самото тоа амбасадорите кои што се во Македонија на странските држави не даваат силни препораки за остварување на средби со тој премиер. Ќе ви наведам еден пример. Токму господинот Заев како премиер за време на председателските избори на кој што беше од него поддржан кандидат господинот Стево Пендаровски, при еден предизборен собир во Шуто Оризари дојде и пред граѓаните кажа: само што дојдов од средба со Меркел и со Макрон и сакам да ве известам дека Македонија веќе отвара поглавја, отвара преговори и влегува во Европската унија. Во еден дел таа предизборна реторика може да се каже дека е манипулативна за слушателите, кои можеби не се толку меѓународно едуцирани. Но во еден друг дел, ако ги употребувате имињата на францускиот председател и на германската канцеларка, а сте премиер, мора да знаете дека тоа ќе појде како извештај од нивните амбасадори и до Париз и до Берлин. И нема да им биде пријатно ниту на тамошните министерства, ниту на тамошните влади, кога ќе видат дека еден премиер ве злоупотребува и манипулира, кажува нешто кое што не го одлучиле, бидејќи видовме дека Македонија нема датум и не отвара преговори и со самото тоа се прави дистанца и таквите изјави сметам дека штетат на рейтингот на владата, но за жал и штетат на рейтингот и на државата. Неодамна беа одржани избори во Соединетите Американски држави, кои што дојде до смена на власта. Актуелниот председател Доналд Трамп загуби од демократите, конкретно од Џо Бајден. Генерално, америчката политика е да нема големи тектонски поместувања, говорам за последнава декада, меѓутоа конкретно очекувате ли некакви промени во односот со Македонија? Јас по однос на регионот и по однос на Македонија не очекувам некои поголеми промени. Очекувам и сегашната и идната администрација во Вашингтон да се држи до оној документ на стратешко партнерство кој што беше подпишан во 2008 година во мај. Сметам дека самото зачленување во НАТО е на еден начин и чекор кој што се вклопува во националните интереси од безбедносен и политички карактер на Соединетите Американски држави во регионот и не очекувам да има некои поголеми
поместувања, на крајот од краиштата тоа што се забележува е дека Соединетите Американски држави се повеќе сакаат повлијателните европски држави да го искористат своето влијание за напредок и интеграција политичка и безбедносна на регионот на Западен Балкан, за да можат Соединетите Американски држави своите ресурси, дипломатски, политички, воени, финансиски, трговски и кои да се други, да ги искористат во области во светот кои што се од поголемо стратешко значење за Вашингтон. А тука пред се би ги споменал Азија, Кина, Индија, Бразил, Турција, Кавказот, Русија и многу други места каде што Соединетите Американски држави имаат посериозни енергетски, политички, безбедносни и трговски интереси. Затоа мислам дека ова ниво на продуктивна соработка и на Македонија со Америка и на Соединетите Американски држави со нашите соседи и обкружување од Западниот Балкан ќе се задржи на едно задоволително ниво. И за крај уште едно прашање, домашната политичка сцена. Генерално слушајќи ве, кажете ми, реално ли е да се очекува нареднава година со локалните избори да имаме повторно и предвремени парламентарни избори? Не би можел да прогнозирам од денешна гледна точка, иако после овој дебакал со Европската Унија би било логично, бидејќи ние имавме предвремени избори, токму заради тоа што СДСМ и ДУИ одлучија дека недобивањето на датум за преговори со ЕУ во 2019 година, кој што претходно го ветуваа, е причина за да го проверат легитимитетот и да се организираат предвремени избори, доколку одат по истата логика, би требало да следи истиот исход, но ценам дека во овој период нивните интереси за завземање или задржување на одредени позиции и функции во рамките на извршната власт, пред се од страна на ДУИ и СДСМ, се посилни од нивните принципи кои што важеле во 2019 година, така што мојата проценка е дека СДСМ и ДУИ сепак ќе се држат што е можно подолго во коалиција која што би ги надживеала, условно кажано, и локалните избори во октомври следната година, но ништо не е исклучено, бидејќи оваа состојба на тешка економска криза, полна со корупцијски афери, тенко владеачко мнозинство со различни партнери и различни интереси, може на крајот од краиштата да доведе и до друг расплет на станите, но сепак сметам дека главната задача на ВМРО-ДПМН како опозиција, но и на секоја друга опозициона структура која што смета дека е зрело време за промена на власта, е да се создаваат што пошироки опозициони сојузи на општинско и на државно ниво, за да може на локалните избори октомври 2021 година власта да биде поразена, а тоа да биде дополнителен аргумент во рацете на опозицијата да се побараат превремени парламентарни избори. Ви благодарам, господине Милошевски, за одвоеното време. Благодарам за поканата.